СДСМ бара кривична одговорност од врвот на здравствените власти за водата во Гостивар. Опозицијата обвинува дека одговорните лица во институциите не презеле действија и мерки за заштита на здравјето и спречување на последиците од загадувањето на водата. СДСМ поднесе кривични пријави против министерот за здравство, директорите на Институтот за јавно здравје, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Центарот за јавно здравје Тетово. Од партијата обвинуваа дека 4 недели власта се поигрува со здравјето на луѓето и го заташкуваат случајот. Го повикаа јавното обвинителство да постапи да ги преземе сите действија за утврдување на кривична одговорност. Се задоцнило и со реакцијата. 22 дена граѓаните на Гостивар пиеле отровна вода со фекалии. Дури Центарот за јавно здравје соопштил дека водата е исправна за пиење. Иако по 200 граѓани дневно се пријавувале во здравствените институции со тегоби, никој ништо не превзел за да ја утврди причината, да реагира. Се закасни и со прогласување на епидемија. Од владеачката партија тврда дека за небезбедната вода СДСМ знаеле со години и ги криеле извештаите наместо да преземат мерки за справување со проблемот. Бараат од јавното обвинителство да го истражи молкот, како што велат на поранешните функционери од СДСМ, кои дозволиле гостиварци да се трујат со години. Овој проблем во Гостивар не е од денес, туку и од децениска негрижа на локалните власти. Филипче и СДСМ требаше сега, кога имаат градоначалник кој отворено го поддржаа во Гостивар, како и кадри кои предводат локални институции да го решат проблемот со водата, а не да политизираат. Филипче, дуи и партијата на Таравари требаше веднаш да ја земат работата во свој раце, но затоа што се неспособни, владата, предводена од ВМРО-ДПМН, во рекорден рок обезбеди техничка вода за користење, а секојдневно граѓаните на Гостивар добиваат флаширана вода за пиење. Во Гостивар вода за пиење нема веќе 1 месец. Од водоснабдителниот систем водата може да се користи само како техничка. Изминатите денови спласна целосно епидемијата која предизвика здравствени проблеми и инфекции кај населението во Гостивар. Случајот со загадувањето на водата го истражува јавното обвинителство. Осомничени дека сториле тешки дела против животната средина и природата се директорката на Комуналец и двајца раководители. Тие поставиле пумпи во надворешен канал кои внесувале загадена вода во градската мрежа која предизвика епидемија во Гостивар со близу 5000 заболени. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.